сепак е некое име во светскиот ракомет. Абе како не е? Пак ние имаме некоја дистанца, некој Петиот свет беше со Египетон? нели? А Да. толку едноставен, толку Си тежи, на каменот му тежи, кај што ќе застане, што и да каже, што и да направи, секој потек му е и... И мене секој исто, резултат. исто што ме фасцинира една работа, што го внимаваше секој наш збор. На македонски, Македонски. целиот разговор го стеравме на македонски, ништо не му помина онакак да климне со глава дека Ништо не импровизираш, ако нешто не разбра, ќе потпрашаш, а ова што прашате, за да разбере точно и точно да одговори. нека знае цела јавност, пак каснеш. А се снима? Цело време. Зашо пак? Затоа што И има друг пат сум има каснал. има во архива кај што ти доцнеш и нешто не е подготвено и се да влезе во запис. Ќе влезе во запис, да. И сега затоа ти ќе бидеш домаќин. Ќе бидам Почнавме да. почнати сме. Добар ден. Добар ден. Сега ја прв пат имам трема, пошто сега збориме со што се еминентни господа у спортско новинарство и... Ја ти сако да сме на испит на факултет, Да, па јас вас стварно јам полагаме. навака, ја мисля да ти речам, ја нема да, мај сам тере. Страф ми е човече со Југо и со Перо, да. Ќе не пренесете треба да нас е. Не, ама ова бице што го кажува е вистина затоа што од наша гледна точка на луѓе кои што се дрзнале малце да коментираат, да известуваат, да си заземаат ставови и сега се среќаваме прв пат со луѓе кои што тоа го работат Тоа го професионално работат, да. и тоа им е нивна професија. Избор на ние, што нешто залутани сме. Не сме залутани, него ние сме тргнале по друга некоја иницијатива, сме стигнале на некое место, ама сега ни е убаво за да може со вас некои работи да расчистиме. Че се нели ја ќе отворам. А ти? Че по една анекдота да кажам, прво за развивање на Малев. Перо Момировски, Литванија, кошарка Македонија, како си гаше градчето на првата, кај што беше Македонија? Не Литванија, извини, Полска, Позњан. Да, Позњан. Познак. И прва утакмица, мислам, со Израел дека беше. можно. Израел ни беше во група си. Израел, не беше Израел, да не беше. Првата ја изгубивме, мислам, не знам со кој. Грција, Израел, И Хрватска да беше. И Хрватска. Првата ја изгубивме и во исхотел сместен, ја таму со кола, после 20 сати возење. И Перо Мировски дава извештај, лаптоп отворен, спремно, веројатно во живо, не знам, во Алфа ли беше тогаш исто веројатно. И ја застанат го слушам, ока шуба ми да викам, ја бев на надвора, пола работи не сум ги видел. И туку дечко ми се сврти као, ај мали, ај одјеби гледаш, ја извине, да работа во живо сум, ја ништо не зборев, ја само слушам. Пола работи као, ја бев на утакмица, не ги видов, кај бев? Така да, првиот неформален состарок ми бил тогаш. одлично беше ова за вовед, во тој дел сме одушевени. Јас само да кажам веднаш. Пробивме, Јас сум еден од првите фанови, тоа треба да се знае, да се потенцира. За само ракомет знам после првата или втората. Не се важни врските и линиите, меѓутоа ве следам. И ве следев кога се подкренавте, па сега држите некои нивои и така натаму. Во меѓувреме добивте и конкуренција нели на сите страни подкасти. Тоа е стварно. Ама добро терате. Фала многу. Добри сме. Се трудиме. Еве, кој што спомна Виктор, не ни е фела, далеко од тоа, некои не викаат механичари, душо не и механичари, па ништо не сум механичар, ама па и тоа ни годи така. Што сте отишле кај тие Да, механичари? имаше и такви коментари. Добра, механичари сме кај. Пошто ние не криеме дека снимаме во сервис. Да. Да сега на југо се префер. Ти си водител денес. На ракомет, нели, се префрламе на таа тема, после за кошарка да може ќе вратиме на другиот подкаст само кошарка. Првиот Final Four во Келн. Да. Последните секунди ги водиш ти. Да, Се договарате со Видевски како да кој да превземе, си давате знак кој кога е уморен, Да. па да превземе другиот, пошто ние кога го слушавме после наредниве утакмици, викаме само Југо нека превземе, пошто Југо води, дава гол Варда. И така беше полуфиналето, значи Циндрич кога го даде голот против Барселона, мислам беше, и Чупич против ПСЖ. И тоа се 5 до 6 секунди само. Да. Предходно Видевски зборе. Борозан, иде во времето Борозан, Чупич, 53-та. Циндрич Ова сега. е Циндрич. Значи и сега се ежам, да. Ти седиш, јас садај нека ти кажеш што правиш, тоа ми се јави. Јас
Јас после овој пренос, ама мене ми се случи таа многу едно по друго. Ја реков после Пари Сен-Жермен, викам, не ми треба више нити спортско новинарство. ти Ја можам слободно да све се си завршам завршил. кариера. Ти све си А близко бев и тогаш, што сум уште поблизко си да завршам. А ова што викаш за договорот, да. Значи не мора нешто или со ова, Аха. тоа или Можеш. можеш. Да, пошто Тоа не си е- упаѓаат узбор, тоа е- па имам- Тоа е школа, морам да кажам, радио, овој пат ќе го спомнам човекот кој што го спомнувавме и во претходните денови, Александар Стиков, кој што ја намести, го направи форматот. Тоа сега да не многу работи беа кажани за него, малку умина луѓе мислам знаеа дали заради медиумот, иако спорт музика спорт беше исклучително емисија позната и популарна и со добри гласови и се, значи он го направи тој формат на како да ви кажам, на соработка на оноа и репортерство, па после и коментаторство. Значи без таква школа, без таков формат, еве гледаме што се случува сега да не коментирам како Ти е. коментирам, ама се покажа. Меѓутоа, тоа беше буквално Дефинитивно, ја договор. мислам таа утакмица не знам колку пати. А инаку има. за ова што викаш, тоа да. Значи со ова кладилници што се сеа, имаш луѓе кои што ќе те видат и ги речат, овој што коментира 0-0, нема ништо 3+, пиши. Такви има за Ти мене. ако знаеш и Нема- такво нешто кажи. Нема. За Нема мене не иде. систем, нема унифициран пристап за завршница, за решавачки моменти, за триумф или за пораз или за продолжение, нека еве конкретно за ракоме да зборуваме или нека Келн. Нема повторен некаков филинг го прашам. Да. Кому му е денот кој може да го истурка тој напад? Дел од нас сме потремаджи, дел од нас се возбудуваат малку повеќе. Така поемотивно реагира. Поемотивно реагираат. На крајот повторно, Југо, мислам дека немаме ние систем, не пишува никаде, нема форма правила така. нека. Спонтано е се тоа. Оди спонтано, иако генерално некој треба да ја преземе одговорноста на крајот, зашто нели и во триумф и во пораз се поврзува со тебе. Ти победуваш, па и ти губиш, да не се лажеме. Да, и многу е нелогично да имате вие комплетно сценарио како ќе се води затоа што За Југо имавме звучна поддршка, сега и за Перонац. Ти текнува на овие денови. Дали, па не. ова е Металург Вардар, нешто да не е. Металург Барса, Не да го 2014. Да. Да. Дојде крајот на крупната, незаборавната фаза од Како се вика, аудио поддршка. И дека викнеме на кој термини, стание во Лигата на машките ракометни шампиони. Многу нешта не направија горди. Тоа се тие гласови што нас публиката не врзува И препознава. Може ли уште една работа додека и ова да го запираме подека? Уште едно нешто да расчистиме. Ова е вовет. На југо парчето беше од завршница каде што дефинитивно нема подготовка. За вовет, да не заборавиме, има и подготовка. Добре, одлично. Треба да бидеме честни. е. Дел од нас пишуваат, дел од нас ги смислуваат првите две реченици, не знам го како претходниот систем. Има големи настани каде има и големи настани каде што те понесува емоции, ти мораш да бидеш смирен на почеток. Се случувало, мене ми се случувало, мислам дека ова како ќе го слушам, мислам дека е напишано, да бидеме честни. И јас сум пишувал, признам. Сум пишувал, како што рече Перо, има настани кај што меѓутоа не секогаш излегува тоа така. Речеме ќе се случи нешто кое што мора да иде пред тоа, па треба да го врзаш. Инаку точно, се зависи од настанот. Да речеме имаш такво финале, не ти треба, си бил цел ден во Келн, си се шетал, си се видел со на прес, со колеги, со ова и иде. Тоа Веќе се спонтано. подготвено. Јас сакам такви спонтани воведи. Некогаш стварно мора да се напише нешто, а вака на вакви настани. Јас, извини, мислам дека Нема да. не можам да кажам не е ни лошо, напротив, многу е добро, кога Чекай, сега ќе ви поготово најдам едно што не е вовед, кај напишано, нели, сигурно. воведот можеш да го планираш колку толку, може нешто ептен инцидентно да се случи пред тој надпред, па Да. ти го измрда воведот, крајот веројатно не можеш да го опишуваш никако. Мислам, шо би договарал ти на ваква Не, не, завршница, таа 2017 Нема. во Кел. Шо би планирал да кажеш? Чекай се, и ова не е напишано. Доцни шмрква, доцни
Македонија чешка пеналот на Кузмановски. Ова не е напишано. Ова е чиста емоција. И ова се Така. подсетува стварно на Ова е чиста емоција, моментот го мрква дослично вика. Така. Не, па добро, за вакви настани спонтаноста мислам дека е најчиста, а и не можеш поинако. Со не можеш поинако. После имам ја едно резиме околу спонтаноста, што ќе го аргументираме, ама на почеток ја имам едно клучно прашање на оваа тема. За Перо сретнав податок дека е магистар по спортско новинарство, Да. така? Значи, прашањето е прво упатено кон тебе, а после и кон Југо. Постои ли разлика помеѓу новинар, сега се задржуваме нели на спортски, репортер, коментатор? Дали постои таква поделба? Дали постојат такви три професии? Вака сега, јас сум историчар, што продолжил на медиуми и комуникации, изборот на магистерската е спортско новинарство. Југо е студент на новинарство. Значи, од тој аспект, од таа гледна точка, може би Југо и повеќе знае. Одново ќе речам, значи ние немаме теорија на спортско новинарство. Нема напишано. Генерално и во светов не постои, иако во одреден дел земји по светов постои определба негде трета, четврта година, па додипломски, постдипломски, па избор на предмети и така натаму. Кај нас нема ништо такво. Ако ме прашуваш, ако ме прашуваш, стануваш подкастер, 35 годишна постдипломски. Така е, стануваш подкастер, па влегуваш во редакција, па почнеш да правиш вести, по известно време добиваш шанса да се јавуваш во живо, на крајот завршуваш како коментатор. Се е поврзано. Систем на врзани садови. Нити ќе бидеш коментатор ако ги немаш основните работи, значи и овој подкаст, нели? Ако немаш однос кон камерата, ако немаш можност да видиш како се подготвуваат вести. Зашто на крајот од денот повторно ова парче на Југо е вест, гол, триумф, емоцијата е тоа, меѓутоа Вардар победува, станува европски шампион. На крајот тоа се памти. Затоа ти велам, нема ништо посебно во тој дел. Ние имаме проблем со тоа што кај нас се уште никој не зеде за обврска да земе да направи проблемите теорија. малце подоцна, се уште малце од ова наша подготовка за убавиот дел Така. за душата на спортското новинарство. Го спомнавте Стиков како еден, да речам, кој што би бил, и ти го имаш спомнато, негде го имам сретнато тоа, или прочитано, или слушнато, и кога на секој спортист прашањето кој ќе му го постави секој солиден новинар е кој му бил идол. И јас некако се сеќам, например, на некои имиња, иако Бица е доста постаро, многу повеќе памти од мене. И сега ќе спомнам неколку, а вие ќе можеби ќе отфрлите некој или ќе додадете и ќе кажете какво влијание имале. Веќе Стиков го спомнавте. Панговски, Костовски, Зоки Михајловски, Калински, Мировски. Дали се тие на некој начин дел од основоположниците на... Имавте прилика да работите вие сами? Ги затекнавте или? Дали некој промашив? Со најголемиот дел, да. Со најголемиот дел. Да, со овие што ги Сидоровски спомнавте, беше да. едно време спортски. Александар Беше. Сидоровски беше едно време спортски новинар, да. Златко Калински. Златко Калински, да, исто така, не знам, мислам да го Да, спомнам. Калински, Мировски, да. Да. Костовски, Михајлов, Зоран, па со најголемиот дел од нив сме соработували. Затекнавте, да. А ако ме прашуваш за идол конкретно, за мене го споменав уште на почетокот, реков, тоа е човекот кој што изврши најголемо влијание врз мојата кариера и генерално врз спортското новинарство, па може да се каже и новинарство во држава. Ние не сме со Југо објективни во однос на човек што почина пред месец и половина. Југо студираше новинарство, ја студира филозофски. Човекот не прими, не прифати, Југо не знам како беше со тебе ситуацијата, ти може би знаеш малку повеќе, со мене работеше од почеток до крај. Голема буква, точка, воздух, земаш, те молам, реченицата, Тоа е кратка. Значи, тоа е Ментор. прво негова посветеност, второ ментори какви што не постојат во оваа држава. Си дозволувам да речам, веројатно и во други области. Дај Боже да има хирурзи кои што на колегите помлади им пренесуваат се што знаат. Не. И се сомневам, извинете, инженери, хирурзи, архитекти. Човекот беше страшно посветен, човекот многу знаеше, човекот цело време се надградуваше
и тој залепи до него 10-15 души. Значи го закупувавме пред месец дена. Ви не знаете што беше, ние беме таму, не знам, 50 души. Не, тоа не е така. Обично ќе патиш кривина, нели? Овие во денешни време не имам работа, лево, десно. Значи почит неверојатна. Затоа ја и Југо, а и многу луѓе околу нас немаме дилема околу идолот. Сега морам само да го проширам списокот. Ние памтиме и други времиња југословенски. Апсолутно, да. Тоа сакам да се надоврзам. Да, сети се Југо, Младен Делич ја направи професијата ниво. Младен Делич дури сега го гледам негде овие отворени времиња YouTube овона. Дури мислам дека не така подготвен. Дали е жив уште? Не, одамна почина. Дури мислам Југо дека и не беше тој таков коментатор, колку што му се погоди спој мозаик на малку знаење, малку чувство спорт и малку емоција и ги погоди зборовите. Да, види, тоа беше време на силен Младен спорт. Делич, извини, дали ово могуче? Да. Значи се погоди време на таа поранешна држава која што имаше страшен спорт. Точно што вика Перо, јас сум малку постар од него, бај ги постар. Значи додека бев во тоа Јерата Пул што беше за Олимписки игри на село, јас сум овако као Желка што вика. 88 е тоа. Значи он беше таму со Милка Бабовиќ. Јас сум во тоа време. Некој може би. Значи од таму, значи ние бевме од МРК Пул во Јерата се правеше Олимпијадата село. И ова што го кажа Перо е точно, значи тоа беше генерален впечаток на сите новинари. Значи он можеби сега да не сакам да навредувам него, коментаторски беше под можеби еден Борис Мутич, Драго Чосич за мене, првиот од Хрватска човек, прв носител за мене као на новинарство, човек што знаеше у 50 секунди да ти каже себе од утакмицата, што не си го слушнал што викаш, за Перо што викаше дека Гледа пили не гледа. А он 50 секунди го кажуваше тоа. Саве имало извештај. Ние денес имаме извештај, ја се карам со моје дечки у редакција. Беше извештај не сакам да навредам исто ТФТ работнички или некој силек, само да трае 2:40. 2 минути и 40 секунди. Не можам да го гледам ја тоа. Не можам да излезе Северина да има стендап, не можам да го гледам 2:40 многу. Значи он беше, меѓутоа ја имаше емоцијата, значи му се погоди, треба да се склопат малце и коцките. А иначе таму имаше многу подобри коментатори од него во тоа време, сега да ги замараме младиве, кои што треба да ги слушнат па да коментираат. Човекот стана синоним, му се погоди многу важен надпревар во тоа време во Југославија, малку мина сега ќе се сеќава, во Сплит одигран, Југославија, Бугарија 2-2, само победа така ја носи. Која година? Отворен надпревар. 4-та, така? Да не е за Европско првенство 84-та. 84-та Европско првенство. Франција, Франција ни подоцна. А надпреварот беше хаос. Никако. Излагаат бугарите 4 пати пред Симовиќ сами пред гол. Овој брани. И тоа у последните 10 минути. Таков надпревар не можеш едноставно да. Добре, и да се разбереме, публика 25.000. И да. И знаете, има тежина и затоа после се разлеа неговото име, стана икона човекот. Да, стана икона. Битно е значи да има еден таков спортски момент. Еве, Мораш да што имаш ќе топ. одбележи нечија кариера. Зборам момент да е победа некоја, не е пораз. Мислам и порази полесно е веројатно да ги имаме. Ама мислам дека не ве памти публиката, генерално зборам вас како фела новинари по пораз, можеби па и во некој пораз, ако знаете добро да го изведете, ама не може. подруга е, ама друга е победа. Значи, ние имаме, јас имам коментирано многу повеќе порази. И кога ќе дојдеме во судир со спортисти, со фудбалери, тоа на пример со Кирил Лазаров претходно само да се надорза на она што рече за подготовката. Пред некој надпревар одам со тефтерот и да го прашам Кире што има ново пред надпревар, нешто Европа беше. И го отварам тефтерот и он вака го гледа, вика ти вака се спремаш за надпревар? И ја му викам, а ти како се спремаш за надпревар? И он знаеш малце се сецна, па вика, па што мислите вие, па мора вака да се спремаш за надпревар. Иначе како мора да имаш без разлика што ги знаеш. Значи и би избега мислела да се гледа дека сум предавател. Не, добро, Кире имал дилема. Да, за Кире беше спремаме моментот. ние. А ја За
јаки моменти како некоја победа. За За порази порази. почнеш. Многу Е, порази, дека се многу коментира порази многу. сме коментирале. Повеќе порази, така е, браво. Се напиеш билке, се напиеш пред... Пиев, се подобри ситуацијата и ми снема денеска Почнав да нема. заборавам. Јас за себе зборам. Не, јас за себе Јас зборам. за себе што ја успешно се вратив и Значи, че ти речева бе Да, заборај. заборај. Не било Значи, многу порази сме коментирале, тоа е факт. Значи, стварно, Да, ургова држава, тоа е веројатно полесно нешто. ние Не само во порази на редакција спортски меѓу план. себе вака се бодриме или некојаш на шала вака. Тие бе како не можеш да даеш уште еден гол да победиме бе нешто дај ова. Така да и со спортистите реков тоа ми беше мислата, влегуваме у фајта бе вие, знаеш кој ги прашаш нешто бе зашто ова, зашто она, па знаеш се лутат, па се викам Имаш впечаток дека се помалодушни од вас во некоја ситуација? Не, немам тако пешак, меѓутоа им викам, ние сакаме да победуваме, да победуваме. И јас сакам да коментирам победа. Не само вие, затоа сватете ме. Сме доаѓале во ситуации луѓе 14 минута 0-3. Шо ќе Што да Доаѓале во коментираш до ситуација, крај? мислам некогаш Кошарка, Фенербахче работнички 51 разлика. Што? Значи, како да нас ми е полесно, ние менуваме канал, а он мора до крај да истера. А он мора до крај да истера. Тоа е поет. А ја и ти одиме на кафе после. Е, затоа имаш ќе после гледаш, подготовка каков е Истанбул, па тука ја Софија, па ово оно. Си имаш моменти Малку се да си фолклор. раскажеш, да. Да се вратам само, нема да ви правам лице. Тоа што кажавте дека правите подготовка, еве го потврди и ти, на самиот почеток на овој, и ти сега со Кирил Лазаров примерот. Не ви правам лице. Значи вас двајца, јас уживам да ве слушам во тој дел во подготовка, пошто се гледа дека е спремено со податок и ќе извоам уште еден човек кој што мислам дека правил, не е веќе веројатно во новинарство, Љубомир Николовски, што коментираше НБА и што коментираше кошарки и оние славни денови МЗТ кои имаше успеси. Така. Неговите, значи зборам, тоа е веројатно не само подготовка да се нешто да го напише, него тоа имаше пола сат пред утакмица, баш онакво. Видео, снимка за противникот, па изјави од играчите, па што е, па како е. И тоа било, значи, еве, јас памтам некои ваши, погото на Перо сега што ги спомнавме, утакмиците од тие стари денови Лига шампиони кои играа и Вардар и Металург и Жени Вардар. Тоа било, значи, пушташ телевизор утакмица у 6 и у 4 си нацрта. Види, И знаеш дека ќе има што да чуеш и претходно. За Љубомир Николовски ќе ти кажам, значи јас соработував со него, можеби најдолго од сите. И он беше исто во радио еден период, па после отидовме во А1, така се случи 90 и таа втора трета година таму. Значи нема да ми се налути Љубомир Николовски, сигурен сум. Значи и тука е моментот погоден. Значи на страна дека човекот е одличен коментатор. Но ако се сеќава, тогаш во Македонија првпат почна NBA да станува, да се наметнува. Па дали МБА стана или стана можеби плюс доби ради него? Доби ради него затоа што дојде преку него. Да. Значи во тој момент. Значи втора Не, работа. дека не сме гледали претходно, Се ама- надоврза на тоа МЗ. Трета работа се надоврза на тоа А1. Тим кој што работеше безпрекорно. Значи безпрекорно, ако се сеќавате, преносите на МЗТ почнува у 90 и далечната 96-та која беше таму со крстото од водно. Да. Тоа значи го гледавме само на Утиди Гарден или на влесу Стейпл центарот, како се вика сега. Не речам па играчите Значи, како доаѓаат. Треба коцките да се сватат. Да. И една многу битна Може е работа. пресликано, ама убаво изгледа. Да. И една многу Направи битна го. работа, Перо ќе се сложи со тоа. Љубомир Николовски работеше само NBA и кошарка. Тоа е многу Се битен специализира. момент. Да, се Ја и Перо специализира, сме работеле од стреличарство За вас ми беше комплиментот, дечки, не за Перо, Перо овој не Перо за Љубомир, да. И јас имам за Љубомир нешто да кажам. Ама искрено тоа го мислам стварно затоа што се осеќа кога е нешто спремено Љубомир од напред. Николовски прво е наш другар и Љубомир е наш другар. Му недостасува на спортско новинарство. И нагло одеднаш запре влезе во менаџерски медиумски води и не знам колку му беше тоа паметно, тоа е негова работа, веројатно да го помина, не е битно. личен Меѓутоа, да, му И околу. недостатува и на спортот генерално, затоа што имаше визија во еден период. Да, точно е сето ова и се сложувам
комплетно он ја донесе НБА, со него стана подостапна НБА, ние претходно на видео ти ја гледаме, да се лажеме. ВХС Второ, утакмици, се да. погоди МСТ Скопје го победи Реал Мадрид во Скопје со Бодирога и со останатите. поведе И Обрадович на клупа. Да, и Обрадович на клупа. И меѓутоа, реши Љубомир, си замина. Може би ако останеше ќе се прилагодеше и на новите времиња, иако сега ова поново време поинакво малку. Тогаш беше малку по-емотивно, по-елегично беше, знаеш, и Љубомир успеа, да, и инаку сите елементи што ги кажу и се погоди и се, и А1, точно е, од радио, и Љубомир Николовски е дете на Стиков, да не заборавиме. И изморедно беше, и морам да кажам искрено, Љубомир направи промоција. На сите нас ни направи вистинска промоција. И штета што си замина брзо. Точно е тоа, да. Кои се некои, да речам, надпревари, преноси или известувања што онака најрадо ќе се сетите дека некаде на почетокот на кариерата ги зацврстиле темелите дека ќе се занимавате со спортско новинарство. Иако ти сега се откажа пред некој месец, а во вториот дел после ќе направиме една мала пауза и ќе се освежиме, па ќе збориме за темната страна. А се уште за убавите моменти онака наназад кој ќе се навратиш и кој ќе ти текне И кога ќе размислуваш и јас да кажам. Кажи. Јас сум растен со спринт и со темп. Значи тоа беа два неделника што излегува, едно беше белградски, другиот загребски. Беа страшно професионални за тоа време. Спортски неделници. Меѓутоа Збориш за која година плика, кој години? 81-ва, втора, Трета, тука, пета. Средината на 80-ти, да. Југославија е во врвот во сите спортови. Во се. Во тие Пинг-понг, најпопуларните, све. Шурбек. Да не збориме Кајак, за се. така, атлетика, Американците, колективни русите, спортови, се. Американците и русите освојуваат на Олимпијада најмногу медали, за третото место не се знае кој може Југославија. Може да ја остане. Така. Дали Тоа е- Велика Британија, Франција, Кина или може Зборуваме за Југославија? тие Тоа години. зборува за- Зборуваме за шампиони во клубска кошарка, за Во се, шампиони во во се, фудбал, за во се. шампиони во Брзо, ватерполо, ракомет. А и одбојка и... И растен сум во тој амбиент. На страна спортување, нели, по терени што малски, што клубски, не е ни важно. И јас никогаш во животот не сум сакал ништо друго да бидам. Тоа морам да го кажам. Ја исто. Никогаш ништо не сум сакал да бидам. Сега, во поново време, ова ќе го кажам, ова е слободен подкаст. Слободен. Признавам една работа да ми е паметот од пред 30 Пази, ова Не го направил? ова е ексклузивна сега информација. Стварно? Не. Да речеме се, нема да обвинувам никого, ама да речеме, сакав некој да ме земе и да ми рече, дојди дете, ти направам лекар. Ама хирург. За тоа би мене, признав. Смеа сладко, Да, да. честен За да. хирург, се замислил рака во дело, целиот со маски. Не, па гледа. Докторе! Перо кој што е вака крупен маркантен, колку клиника шврцна. Само на ортопедија. Колку се замише Само да вака. спојуваш Мисловите коски движи, и се да освежи врзнеш. душава, Да, види. Ама гледаш на ортопедија, пак со спортски повреди да биде близко. После бројав ќе го запишам доктор Перова Мирослав. Молим те. За тоа да речеме би бил, ДРМР, еве сега пошто после е толку магистар, години. да, ДРМР. Инаку не. Јас сум растел 14, 13, 12 години, јас сум сакал единствено да бидам тоа и во Сте тоа. сакале спорт кod деца, така и тоа влијаело на И одлуката? во конкретниот случај јас сум знаел дека не можам да бидам голем спортист, сме спортувале, играли по сериозни клубови, меѓутоа си велиш не спортско универзитет, само ја чека шансата. Само ја чека шансата и се различно ни доаѓа, кој преку факултет, кој од помали, поголеми медиуми и така натаму, и си се појавуваш и од тој момент ти немаш никаква дилема што ќе работиш. Значи во мојот случај такво нешто. Драго ми е затоа што дел заради повозрастните ги споменуваме, дел можеби заради нас, се етаблираше таа професија во еден период, Сериозно. за да не ти е срам да одиш да речеш дека ја работа да знаеш, не. Со гордост велиш дека си спортски новинар и морам да кажам, живеевме баш добро 30 и кусур години во тој филм. Така е. Иста е приказната, јас никогаш не би менувал ова што сум Доктор сега, никако доктор. Инаку истото, темпо, спортски новости, па и странски печат што доаѓа, следевме. Јас сум од Девармал, од мали нозе сум парк тука блиску, друго ништо не сум имав еден прекину во кариерата или во животот. Ме натера да идам да учам економско. Завршив економско средно, отидов на факултет економски, тотално промашувам.
тотално Комплетно пролачува. Еден испит ми остана од прво, не спомнам професорката што не положив и викам и татко ме почувствува, ми вика Фидис, не. Ај војска 2 години и се отвори Трезнење, рефреш, се отварање отвори нови новинарство чакри. и крај. Југо, имаш ти некој надпревар, некој момент така што онака Кога сум ја пришол- потврдува, да, јас сум за ова. На почетокот што така би се сетил на работата, на кариерата, да. И кога викаш завршува тоа и си викаш само себе, Па, Југо, јас сум. ти си за ова. Па, ова пак ќе го споменеме, сега некако пак се врти АЦ. Јас работев во македонска телевизија прво како што спомена Перо пред малку во деск. Значи она му каже се раѓа практично. Основната работа во новина, тоа е Веста. Веста. Таму деск што доаѓа авто. Производот на Производ новинарство. тука доаѓа Суров и Па треба го да го правиш. средиш, го. да. Значи тука почнав и после нормално полека се приближував до спортска. Сега имаше некој влегов во македонска телевизија прво, јас бев во прва македонска телевизија, со кај Калински, кај Таско Костовски, не знам кои беа тогаш уредници. Меѓутоа имав проблем, заглавив со факултетот моце и решив да го завршам. И тогаш настана тој проблем. Тогаш заврши работата со телевизија, па се врати во радио, од радио се појави А1 и тогаш отидов таму да се бидам Сега си само на спорт, да не се замарам со вести, со временски. Тоа обично не праќаја по хидрометеоролошки завод првите прилози, како ќе биде времето, што ќе биде времето. Дува ветер, не цени на пиперките на зелен пазар. Тоа не сум бил, мајко, ми е криво за тоа што не сум бил. Али и затоа и не ме биде и денеска за тоа. Ја имам едно слично прашање. Спортистите ги прашуваат, вие, да речеме, новинарите, можеби не баш вие лично, нели, ама дали имаат омилен надпревар или омилен гол, кош, не знам што го памтат. Имате ли вие и смеете ли да имате омилен надпревар што сте го коментирали, што ќе го памтите? За ви го знам што ќе Па, каже. тоа нема. И ако смее да не го каже тоа, ќе му ја покажам вратата одма. Одговорено е. Да, одговората ја Сте не знае веќе. Реков тогаш дека доволно. Да, Вардар освојување на Лига шампиони. Лига шампиони 2017. 17. Цел фајн фол Да, тие. да. Јас да ви кажам искрено, нема. Колега микрофонот е кај вас. Нема, он цело време со мислите на ортопедија. Кај Таков докторите. фаворит надпревар немам, А ти е криво извини што немаш? Не, Не? не. Намерно немаш или така се наложија коцки? Знаеш како, кога од 20 години, кога ќе работиш на, не знам, илјадници преноси, и тешко ти е да направиш се избор се, дел се радио, дел се телевизиски. Ако нешто сакам да издвојам, да речеме, тоа се моментите кај што сум покажал, или така си умислува можеби, лична храброст. Извине, тоа ќе ви делува малку холивудски. Не, убаво звучи. Кога Добро звучи, и така е. Отворањево. се наоѓаш во чаир или во прилеп и ти треба да кажеш дека надпреварот е наместен, а сето тоа да го доловиш на радио во исто време гавазите на Ацуле И другите. и овие И Рафет останатите. да не те малтретира. Зашто следниот пат може вратата да биде за тебе малку Постегнат. подсад. А те слушаат одоздова што збориш? Во исто време. Тука И слушаат тие, све и се. тие, да. Се слуша. И Како го извозе тоа? Па ја, ако не се лажам, во една ситуација Аце во студио и прашува Момировски како се одвива надпреварот, дали ќе има, може да очекуваме да го промени. Не, сигурно. 55-та минута води Не Вардар промени. 2-0 у прилеп ми се чини. А тоа е ризик, нешто се случува, влегува некоја топка, Нека не без сакајте. автогол, што правиш? Ама чекај, гарантира човеков, бе. Да, Гарантирано решено. Чекај, вало, нели те прашав Ти зашто си таму, Не, бе? добро, грешката е составен дел на коментаторите, тука Не процент може да ти речат зашто си таму, бе, треба да средиш на преворот 0-0. Ризикот го прифаќаш да не се лажеме, ти и ден денеска Ризикот, имаме да. ние колеги кои што сакаат да кажат по лева страна све посилни, нели десно, она голот ја падне од центар. Туку не се, сакам да ви го кажам овој момент кај што треба да собереш сила, се прекршуваш. Не велам не. Знаете, во прашање лична сигурност, безбедност, да не си играме играчки. И само ќе се сетам, на чај го пратија Васко Штрбевски да ми изнесува, а во Прилеп Ѓоко Хадживски. Директно. Клупите беа така, лично во излезе Звезда. стана и вака. А он беше тренер Тренер беше, на Вардар тогаш таму.
И доаѓаш до непријатна ситуација, настрана тука е публика, тие се транзистори во тоа време. Добро, тоа време имаше и жар, имаше енергија и фудбалска. Тоа е факт, имаше и повеќе публика, да бидеме реални. Ај ќе направиме малку пауза сега се освежиме, па ќе одиме сега на тешката страна. Убава е тема. Убава е ова, гледај, пошто бица сме прави професионалци, нели, клапа, одиваме на крај. Да, најчесто некојаш и вака за нас. Само маркерот го нема, да видиме која се Абе, Тоа се чујте, класични, тоа се бе, интересни приказни. Значи, ова што го спомна во паузата, ајде продолжуваме. Тие се најубавите теми. Спортското новинарство, БНП ми фаќа уста, ама... Гледај, ај вака извини, а ја спремам наслов сега за... Слободно. Ама лоше. Ако. И како, нели, ова е пак преземено од некаде, некоја инспирација. Као и кога го прашале дали си педер и дали дома знаат за тоа. Така и ова. Дали е мртво спортското новинарство и зошто е мртво? И од кога? И зошто? И го молим да искористи убави зборови и одговори. Поречици, и... Не, доаѓаме сега до овој момент и ќе се надоврзам, значи темата што ја работевте минатата година во Охрид, работилницата, темата со осипување на новинарите од спортска редакција во Метео, нели? А спомнавте на почеток дека така се почнува, не се завршува така. Што се случува со спортското новинарство? Реверзибилни процеси, јас се сложувам целосно, значи како беше на Джекна, још ние Умрла, а Каче не знам. Таква и нашава ситуација. Во моментов ова го тврдам, со оглед на тоа и што го работам во моментов, работам во Сиднејот на новинарите, спортското новинарство и спортските новинари стануваат дефицитарни. Формите се проширија, јутјубери, подкастери, радија, телевизии, онлайн во сите форми, тука се телевизија, традиционални медиуми, вестници, се уште лево десно. Во моментов портали, да. Во моментов немате слободен спортски новинар во држава кој што ги исполнува основните критериуми. Јас и Југо можеби имаме малку и повисоки, дури. И дел од таа група 15 на 20, ние ќе бидеме пооштри. Меѓутоа и да го симнете критериумот, сакам да отворам медиум, што и да е, не можам да редам луѓе. Не можам. Тоа значи дека сте многу платени. Тоа не значи така. Тоа значи дека сме најмалку платени. Кај заклучува? Тоа беше поентата која што си размислував кога ме повика. Значи, ние сме негде можеби втори од дното според финансии. Мислам сега, може делува поинаку ова што ќе го кажам сега, дека демек материјално, дека пари вамо таму, не сум таков човек, тоа сигурно, да. Меѓутоа ние сме на дното. Pero зошто? Ти си од синдикатот. Делумно сме си виновни сами. Да. Првенствено. Ќе бидам комплетно критичен. Сами си се продадовме, не внесовме нови луѓе, не се надградувавме самите, на тие што влегоа не им го Така е. предадовме знаењето, она за што зборуваме во првиот дел, значи имаме ние вина лична. И не бевме храбри да нападнеме многу поагресивно, да не речем да гриземе. И се уште не сме. Не сме и се И уште се уште не сме. Постојат во држава медиуми кои што се регистрирани, лиценцирани и немаат спортски редакции. Да не се држам до ниту еден пример, иако ние национални телевизии, две. Во другите не сакам да разговарам како зборува, како изгледа сето тоа. Да, кога подразбираме национална, подразбираме дека треба да го има целиот спектар од новинарството, така и од забавата и од новинарството. Во описот, кога добива така. лиценцата. Мора да го имаш тоа. Мораш да имаш исполниш спорт, одредена услуга. култура, економија, Се. така. Се. Сега, Онлайн медиумите многу често се решаваат воопшто да не ангажираат спортски новинар. Тој што е дежурен, како беше copy-paste. Тој ќе Или? напише. Фала при. а знаеш дека и таму прават грешки. Добро, јасно. И на copy-paste се грешки. Ние преска на Југо му спомнав тоа убаво едно гостување што го имавме од Тибор Дибиров, кој што испадна супер, пошто он нели имаше ексклузивна вестовеш, што нас не ни беше цел, нас не беше само огромно задоволство што еден Да го таков видите, човек, лик да, дошол да, кај нас, ќе разговараме еден сат за ракомет.
имаше после пренесени вест најдобриот руски фудбалер го напушта Скопски Вардар. Значи не е ни копи-пест. Уште полоша. Добро, има портали што намерно прават грешки. Има и фудбалери гибирови. Намерно прават грешки за да се залета. Има, братво, да. И тоа сум го разбрал. Намерно прават. Извинете, прекина. Не, ништо посебно, значи ние имаме вина, дел имаат собствениците на медиумите, дел има државата, генерално државата мора да има најголем дел од вината, затоа што не заштитува своји дејности многу важни, како македонска писменост, како спорт, да ја помогне ми уште нешто. Па и промовирање на државата. Така, промоција на државата. Ние да не се чудиме. За нас сите во регионот сега ќе стануваат звезди. Да не одам пошироко по континентов, ние нема да имаме. Тоа ќе се одразува во скали надолу ќе тонеме, овде ќе има помалку интерес на децата да тренираат, помалку тренери кои што ќе се обучуваат дополнително и така натаму, ние нема да имаме звезди, нема да имаме екипи. А со самото тоа нема да имаме и новинарство и новинари спортски. Да, ќе немаат работа. Кои што ќе немаат што да коментираат. Како кажете, ќе нема вест. Ке нема, па Ќе нема, многу често. Така, Многу често. оти да бидеме реални сега, кои играат Шкупи и Струга Лун, фудбал, за мене нема... Да, мене ми е многу жал за тоа. Значи јас Не ме одам привлекува превар, тоа. многу ми е жал. Значи викаат што не е врска, кој тоа игра, кој како игра, а фудбал, светски бизнис. Значи јас затоа реков пред Најважната ние сакаме споредна да имаме работа на светот. најдобар спорт, затоа што ќе бидеш добар коментатор. Ќе имаш што да коментираш. Ама еве само Децата сега еве нема да се интересираат за новинарство конкретно, Да, за да. спортско новинарство. Најпластично Знаете колку нешто- има запишано на новинарство генерално. Тоа е страшен податок ја што го слушнав скоро. 7 се беа запишани, 5 се ми се чини во За моментот ваква се професија, за која што ова е тешка, али убава професија. Особено за тој што е сака. Ова што викаат, вие шетате таму. Значи, тоа е убава професија, меѓутоа мора да имаш услови, мора да ти се пружат услови да ја работиш. Ова што рече Перо, да, точно е, виновни сме и ние. Сме имале ситуации во кои што не сме реагирале, имало ситуации во кои што сме реагирале, па не сме биле сте имале последици. послушани. Па да, имаше периоди која се тешко се живееше. Јас бев една година на социјална помош кога А1 се затвори. Сваѓате? Значи, висевме како топ на Х4 што би рекле. Значи, висевме, да. И меѓутоа, овие сега деца што треба да дојдат. Кој ќе ти дојде кога ќе видиш што спорт има? Еве да речеме да се заинтересираат за спортско На новинарство. Струга 3 милион брера, секоја почит за инвеститорите, најмивачите, фудбалерите, сите ангажирани во овие два клуба, за пример само ги земам, не се станува новина, не се станува коментатор. Што сакаш можеш да напишеш? Најдобар осврт на светот можеш да напишеш, ти не допираш Колкак сакаш талент да имаш. талент, Така. што сакаш. Биди коментатор, нека Што биде за ова например, треба и талент, покрај- 7-4 нека покрај- заврши со 3 гола у 90 минута. Со ножички. Не се станува. Коментатор тука да нема лага. А извини, што да земеме еве пример што сигурно многу го памтиме и пак се враќаме полека на кај Ракомет, само пред можеби 10 години Македонија, Скопје, тројца представници во Лига Шампион. Секоја недела ти имаш 3 утакмици кај што си ние ко публика или закован пред Тоа е телевизора, кој е спортскиот во викенд гости, вистински, да. или одиш во сала, па ние нашиот социјален живот, имаме другар Така е. Тоша да го спомне, кој што вика мене социјалниот живот ми е уништен откако немаме спорт у државата. Како немаме Лига Да, тоа е голема Значи, група на еве, луѓе. сме имале, Голема ќе група, ќе така е. измрдаме малце од Ракомедот. Значи МЗ играл Аба, Сериозно. што е ете. Го Во тепал. наши граници, веројатно во наши можности нешто врв веројатно, пошто сега во ваква Аба МЗ не може ни да припар играат некој балон систем во Аба 2, кој што никој не знаеше и нема ни да го гледа. Има публика. А таа Аба играла, значи доаѓале евролигашки клубови, па и биле полни сали, па имала настани. Да, и па таму еве, се разводни. Се враќаме на нема Ракомет. квалитет. Пушти Барса, Вардар, Барса е Металург, Вардар, па жени, па ова, па она. Тоа било сега тоа вчера, завчера беше. И колку полесно може да се стане квалитетен новинар и некој што има талент да избие, отколку на еве пак да со секоја чест на спонзорите на што го спомна примерот на Брера и на Љум. Луѓе ќе почекаме јануари, Белки ќе се покрене еден триумф.
Кирил Еден, Заров, ово, Очекувате малку да тренер? почувствуваме. Не, чекај Сега. тоа на крај ќе дајме осврт. Ај уште малце да на состојбите со новинарството. Дали можеби ти набројан тука неколку причини, дали можеби и технологијата го прави сето тоа или дали можеби промената на генерациите го прави Како тоа? мислиш технологијата? Па еве, на ова мислам. Сега Се само да праша, ама човек по години. Не, за друго го искористи. Моментот кога скролаш на Добро. мобилниот и читаш вести Добро. и например и најчитана вест е цицките на Џорџина, жената на Роналдо на јахта, а не А не, види, тактиката на пример на Тен Хаг да изигра 0-0 Не, види, против тоа Клоп. сега, тоа сигурно има влијание, меѓутоа имаш ти сега и да ја трнеш Џорџина, да си гледаш анализа на BBC, на Guardian, и не ти интересира Џорџина. Проблемот е у технологијата пак за нас, со нас поврзан. Да речеме, еве ќе вратам еден проблем кој проблем. Да речеме, еве и Перо е тука ќе потврди. Колку наши новинари спортски присуствувале на лице место и коментирале настани од лице место? Можеме Одлично прашање. да ги изброиме на прсти. Одлично прашање. Сега, зошто е тоа поврзано? Затоа што ајде парите да ги ставиме на страна пак, да речеме. Значи, концепт, стратегија. Спортски новинар не може да не биде на лице место. Да не осети влагата во воздухот. Да не осети атмосфера, да не. Друго е сега Да види нешто од позади. Оф-тюб позиција, Така. оф-тюб позиција. Слушалки, ако има нешто, ако имаш помош, добро, ако не, тоа што го гледаш ти од дома, јас го гледам исто таму. И имаме проблем и во последниот период, јас еве година дена и сум надвор, меѓутоа велат нема новинари на терениве овде, по Скопје, по Делчево, Берово, Да, што би барале? како се вика, Кавадарци. Битола. Да, Битола, Кавадарци. Нема еден, двајца се. И сите прават копи-пейст на таа почетната. Една вест. Инаку не се сложам дека технологијата може да влие негативно на развој на нашава професија и на одржување. Напротив, може да ја олесни, сега треба да добива нови форми. Сега нормално сите сме со прстот, сите вртиме по телефона, меѓутоа во понудата свет ние ништо не треба да правиме. Светот се измисли. Светот се измисли. И повторно спортот е доминантен, да се разбереме. Да, се сложувам. Естрада сакаат голи гради и така натаму. Има и за тоа место, да. Има и за тоа место кои си сакаат нормално. Меѓутоа фановите на спортот се солидарни. Ќе си го најдат патот Само до- така е. тоа што Само е треба интерес. да им се понуди вистинскиот начин. Овде кај нас не, кај нас се оди забавено. Да, Се оди тешко. за доцнето. За доцентот, значи има технологии нови новинарски кои што се за некои нови генерации кои што се подостапни, па скролаш лево, десно, па ти се појавува видео, па го гледаш гол од секвенцата, кошот и анализа, така. че- Добро го разбирам, технологијата треба да биде уште една предност, а не Во препрека. мојата приватна фирма Ајден, кога на газата му реков дај да им покачиме плата на луѓе што работат англиски фудбал, премиер лига, петок, сабота, недела и понеделник, а сега вика како сега тоа, чекај да видиме сега. Знаеш, ајде да подготви ми што работите. Му донесов толку топови, преноси и и вика ти се многу пари ќе ми земеш за овие. Па викам, види, добро како, зошто 4 сата преносот? Затоа што преносот трае саат и пол и уште имам подготовка најмалце 3 сата, затоа е тоа. Па како подготовка што? Па викам, знаеш како? Интернетот си го направи своето. Јас не можам да се појавам со коментар на клинци кои што знаат све. Мора да знам поише од Повеќе нив. од нив. Затоа треба поише време, а затоа треба и поише награда. Апсолутно. Така да Тоа е нешто што треба да мора да бидеме во тек со времето. Нашите колеги, например, се да не ги споменуваме, а да вие луѓе кои што не се прибрани дома, и се он бил направил интервју со овој, знае ова, па нормално дека ќе знае, он работи само фудбал. Работи само репрезентација. Работи, а ја коментирам ракомет, ќе кажам фудбалерот, не ракометарот. И се да, точно е. И јас ќе се извиниш, така. Знаете што ми е синоним, морам да кажам една работа. Специјализирани области. И ова е специјализирана област, спортско новинарство, со тоа што и во него мора да има дополнителна специјалност. Работејќи малку ракомет, малку женска одбојка, малку фудбал, значи не
постои таков мајндсет да што може сето тоа Сето да го се анализира. разбере. Да. Ние гледаме коментатори, дел регионални, дел светски. Сега јасно ви е зашо сме ние само ракомет. Да. И тука не бива, ама барем сме Чиста тука. работа. Ама барем сме тука. Не таласаме многу. Не се мешаме, да. Ги познаваат, знаете како, ги познаваат камерата е од озгора и да не е на лице место, и да е офтиу, да е од студија, го познава од озгора. Он знае каде се движи, Го знае играчот. како се движи. Знаете, Какви ние- чорапи носи, какви копачки да. носи. Знаете, ние порано ги памтевме, По тоа беше времето кога символи, немаше да. интернет и символики. Штуцните му се долу, Тоа е, надвој, Баждаревич. Па добре што почна копачки жолти, црни, ова бели, а сега на времето имаше само црни копачки. Оди Чекай, по води. мала дигресија со ова со копачки. Публиката, еве ние тука имаме едно друштво, многу уживаме во тие нови, сега не копачки, патики на тема ракомет. А ние дека сме страствени навивачи, имаме карти стално во прв ред и блиску сме, на 2-3 метри сме воздушно до играчите и во секоја екипа Сега не бараме сум некој од балканско говорно подречје, сега зборам на времето на Металург, Вардар жени, Вардар мажи, па еве и сега Алкалуид. последно Алкалуид и Пелистер, бараме во противничката екипа некој од балканско Што ќе говорно наразбере. подречје што ќе Може да наразбере, искомуницира. зашто ние сакаме интерактивност. И тука имаме од овој другаров исто нашиот Тоше, имаме една гениална забелешка. Значи го бараш прво да е на ич позади, нели? Петрович, Живкович, Ивоевич, овој ич, Второ, оној ич. патиките. Второ да има жолти или розови патики. Трето, технологијата го скролаш, гледаш роđен у Колубари. Биеловар колу. Биеловар Колубар. И викаш Живковичу, 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 Живковичу. Ќе се Он во третиот, четвртиот напад не може да издржи, мора да погледне. И му викаш, јер нема мушке патике у Колубари да купиш. Да, ја е вака. А Има, последниот беше со Алкалуид, имаше, не беше типично српско презиме, хрватско, Жуја. Жуја, да. Жаја. И ме вика од публика, Од има Лариот. некој бре што разуме Има некој српски, што јој разуме се српски. Ја, Јас сум из Загреба, вика. јас Жаја? се важи, се важи, вика. Јас сум из Загреба. Мами, Од Лариоха, да. Да. Извинете за Да, е, дигресија. да, Не е новинарска, ама. Не, тама не. Да, тука ги знаат. Кај нас па обратно се. Ја повише ќе го познавам сега на мониторот колку ужива да го Ужива. Да, Тоа е Тоа е проблемот. штета. А иначе имаме можност да комуницираме со новинари од BBC што доаѓа коментатори со Англија коментира, на пример еден чича што имаше од BBC, вика, знаеш, му кажам како се изговара Шумуликовски, па добро Шумулик. Како и он го познаваше, да речеме, Шумуликовски, па не знам такви некои розови жолти копачки, да, дека штусната една му била спуштена он таму. И ја му викам, вие што работите друго освен фудбал? Вика, не работам ништо освен фудбалска репрезентација, Тација. не фудбал. Ужас специјално. И сега можете да мислите да работите цела, сега добро, не работа цела кариера тоа, меѓутоа е добро. Доаѓа на ниво, да. Само фудбалска и тоа нема офтиуп. Он си иде со нив како што си иде физиотерапевт. Кога си дел од тимот е огромна предност. Не ти треба ни интернет ни ништо. Ништо не ти треба, Да, затоа што ти ги да. гледаш. Добро, кога користиш тоа постои Апсолутно, да, приватните имаш- работи ги користиш, нели? Ако има Меѓутоа шанса, да. ги гледаш кој како станал, кој имал главоболка, кој слабо јадел, лево, десно и така натаму. И лесно се погаѓа кому ќе му биде денот, кој ќе даде денеска 2 гола. Нели, кој ќе даде себе. Така е. Или кој ти се изна промашува. Ќе поврзеш со нешто. Ама многу е добро да си дел од тимот. Многу е добро. Заради тоа што на крај ќе учествуваш и по тренинзи, кога цртаат, ај ќе ти скролат. тоа е нели, најбитна да ти работа. Ја така, чувствуваш екипата едноставно. И ние знаеме некојаш пред утакмица да отидеме на место кај што ќе сретнеме некој играч, кој ќе го видиме како доаѓа, ние знаеме дали е екипата По говорот на телото, така. да. Што вика Како Шалино ќе се вчера, однесат? утакмицата у сабота се добива у четвртак. Четвртак, Да. да. Да, Кој те оставам ја у сабота да играш. Така да тоа што го кажа Југо, кога си во сала или на терен доле, кога ќе го доживееш тоа на екран е сосема друго. некои муабети поглед на тоа дека ние сме сега како во ова поново време на интернет и се дека сме во предност на колегите наши претходно. Не. Ова XU што спомнавме време, таму еве конкретно Јаце и сите новинари што биле, они биле дел од екипата во авион, во автобус, по 5 сата патувале, он знае
све што му се секој, случува така, него, кај му е секој како девојката, дише, да. како Тоа на дише. интернет не А можеш тоа да на го интернет можеш да го и да го сгреши. најдеш не знаеш дали е Да, не точно. знаеш дали. Прво немаш да го сгреши кој ќе центрира, кој ќе даде гол. Апсолутно, да. Ама Тоа е било првата. како беше на букет од играчи. Букет од Не, играчи. ќе го погодиш затоа што го знаеш по физиономија, седел до тебе. Сега добро, има 100 камери сега ако зборуваме за телевизија, тие помагаат, не е спорно, меѓутоа гледаме и натаму дел од колегите што не се овие што работат, речеме малку повеќе, почесто следими странски овие регионални програми, знае да го промаши, и што е нормално. Апсолутно, па да. Не работи таму. константно на едно место, на една позиција. Преседи пред монитор како ние, некојаш мониторот, мене сега последната што ги правевме светското првенство за фудбалери до 17 години. Која боја беше? Розев? Што? Мониторот. Не, друго беше со мониторот, не знам како. Него нема слика. И што се случува, што е добро сега у таа ситуација во македонска телевизија, позитивна работа. Значи има режија со стакло. Јас кај што коментирам стакло и сега нема монитор. Човекот што е тука не знае да се снајде, му викам нема монитора, играва тече си. Па ја голови шанси и ја се вртам вака идам да гледам од мониторот во преку стаклото во мониторите. Значи од телевизија се гледаш што? Од телевизија си гледам. Он иде да трча да го прави. Каснеш ти. Каснам. Не, во тој случај има и во тој случај не коментираш голови. Одиш општо, нели? да, Како се да, развива. ама ако приватниот живот. Ама ако се затресе мрежата. Ако се затресе. Ќе вратам само се на ракомет. Како ја гледате состојба сега во македонскиот ракомет последниве година, две да речем? Замислија 20. Па како во една реченица квантитет што не раѓа квалитет. 16 големи настани имаме, ова е 16 и мислам 8 светско првенство, така 8 мислам дека се. Ние уште ја споменуваме 2012, од тогаш има поминато 11, 12 веќе, пето место, тоа тие коментари со србите, вака било ни пуштило ова, нема врска. Како било, не било, Тоа нема пето врска. место Не си е сакам пето да- место. Пето место си е пето место. Така, се сложувам. Меѓутоа ние што би рекол и нашиот селектор во неколку прилики во речиси сите кога беше и играчи, сега одиме чекор по чекор. Еве чекор направивме 1, 2, 12 чекори по две првенства. Ние сме едно време бевме 8 на финале да победиме еден надпревар 8 на финале. 2015 светско првенство Катар. Што правиме сега? Првиот и вториот идат. Германија и Франција, Швајцарија третото место што носи. Значи не прогресираме. Не прогресирам. Тука е главниот проблем. Ние не извадивме играчи, еве коментари конкретно. Од Кирил Лазаров, еве да речеме замената за Кирил Лазаров, каде ја гледаме? Ја Каде ја гледаме замената? Во Во таленти. Кирил Лазаров. Еве кои играчи ги извади? Ние уште одиме со Талески млад, Кузмановски млад, нема млад. Гисли Кристијансен има 17 години, игра 500 надпревари. Или До играш кога или така? не играш, Ама да, до кога да, така? факт. Нема, ја викам, работите модерно време, 21 век. Па сите се побрзи од нас. По вешти, повише скокаат. Технички Менталниот склоп да не го споменуваме. Повако промашуваат. Сега, звучам стварно вака дефетистички, што би рекол мојот колега Петревски, ти си вика дефетист, ама јас викам сум може дефетист, ама реален. Еве кажете ми, еве има и други луѓе што се Побиме, оптимисти. кажи. Еве да го прашаме сега скоро ќе има пресконференција, како во среда има мислам ќе е пресконференција, да видиме што е сега целта. Да се изгуби помалку од 10 разлика од овие или абе ќе идеме добро да една победа да направиме, да стекнеме искуство. Па 20 19, 21, Ова 22, новинарска 23. фраза е да стекнеме искуство или Не, не, тоа се нивни Има зборови. И наши веќе предоа, ама што да правиме? Ние што вика ги превземавте. Да ви кажам една работа, мојот став, иако морам да си изземам, не сум конкретно во моментов внесен. Значи, прво не го искористиме бранот, тоа што го вели Југо, еуфоријата што настана пред 10-12 години, не ја искористиме да создадеме прво поднебие во кое што ќе се создаваат, а и второ не создаваме генерација. Таа до души се раѓа. Од друга страна, сега да не биде контрадикторно премногу, а од друга страна и па и одговорот комплексен да биде премногу. Не сум незадоволен. Знаете зашто? Мала е државата. Ние отидовме на светско првенство во Египет и после тоа на европско во Италија, затоа што го имаме Манасков.
човек, репрезентација, се е тоа фино другите што играат. Нели, почитувам се. После дојдеме на кошарка, Пеце Наумовски израсна, ние отидоме на кошарка. Дојде Пандев, отидоме на фудбал. Дојде Никола Ѓорѓиев, одбојка, отидоме на европско првенство. И во тој дел, јас имав, предпоставам, реален страв, дека после Кир Лазаров ние имаме потоп. Потоп немаме, сега да бидеме искрени. Не, нема потоп тама. Потоп ќе беше да не учествуваме на европско првенство, фала Богу. И да фатиме замаец, така. Не одиме на европско, не одиме на светско. Квалификации, како идат квалификации, со кои ни се противници. Па сега види се прошири списокот на учесници, сето тоа е фино. Ако беа 12 како што беа некогаш, ние немаш да слушаме. Кои ќе те потсетам, Словенија колкава земја? Мала е, меѓутоа мораш да признаеш, не може Словенија да се околу признавањето тоа вика мене кој јас не сум незадоволен. Има таму, меѓутоа ние во последните големи настани не видовме кај рекоментарите жар. Да, фали жар, така е тоа. Ни фали пораз, заслужен пораз, што го викаме, пак заслужен. Значи искрваривме, изгубивме, ама искрваривме. Значи тоа кажува дека е немочта голема. Да. И тоа малце ме плаши, апсолутно сум задоволен. Има играчи тука кои што еве и сега треба да има пристојна генерација. Ова што доаѓа велат дека е добра, да, немаме лидер. Немаме лидер. Па нигде немаме лидер, ние мислам да не беше ова е одлична констатација. Немаме лидер, немаме лидер. Македонија одамна нема лидер. И сега јас му реков, јас разговарав, еве имаше некои забелешки од некои да не сакам да се карам што ви кажам, значи некои луѓе што така се од време на време влегуваат на спортски теми со Кирил Лазаров, што водат бекстејџи, мекстејџи и тие ред други работи, кои викаат да бе знаеш, ти вика многу го фалиш Марко Митев и не може селекторот после да авторитет да изгради кај него. Тоа е тезата. Селекторот се согласува со тоа. Ја му викам Кире, не би се сложил со тоа. Не е така, да. Не е така. Тој што ти го кажал, тоа веројатно мисли дека Пикадо ќе те победи или нешто фрлање топки, да. Марко Митев е човекот врз кого наша репрезентација треба да гради сега лидер. Дефинитивно. Значи урнек на што го спомнав Гисли на тие централни бекови кои што се мали, ниски, меѓутоа знаат да одиграат брзо, дрски, знае да реши Турција на пример во квалификации. Турција раковедно, ама ја реши. Па и последниот тешко да реши. Значи еве ги тука се веќе многу искусни Палевски, Кузмановски. Еве сега шанса да речеме да се направи некоја сензација нешто, еве да речеме да ја победивме Данска, Кирија победи Данска овдека. Е сега како? Тие приказни вака било онака било победи. Да бидеме објективни, мислам дека во моментов тешко ќе оди на овој јануари, ќе оди многу тешко затоа што се од она што го следиме сега Лига шампиони, останатите надпреварувања. Голема разлика, тоа е огромна разлика. Ја би се имам една теза дека првите плодови условно кажано, односно првиот некаков исчекор не можеме да го очекуваме пред 2025. Да не си губиме сега време, ќе ви кажеме друг пат зошто е тоа така. Јас имам уште две прашања, па после Бица нека заврши. Едното прашање ми беше, ама сега совршено ми јасно, пошто ние после оние клипови дека кога станува збор за татковината, тука се дека спортскиот новинар навива од срце, вистинскиот правиот. Дали спортскиот новинар смее да навива за клуб? Сега за кој клуб? За домашен клуб? Еве, во пренос Југа, пренесуваш, еве, ќе тресна, Манчестер, Ливерпул. Тука никако немаш. За мој клуб, кога игра со странски, апсолутно да. А за дерби Вардар Пелистер Ракомет, никако. Никако. Јас тоа одамна сум го завршил. Јас сум бил фанатик. Кај мене не смел татко ми и мајка ми да излезат пред телевизор кога сум гледал надпревар. И кога сум ги ставил слушалките тука, кога си во јавност, кога си јавна личност, нема тука Вардар, Пелистер, нема шанси. Сега ако мене ме обвинува и навивачите на Металург и на Пелистер на Вардар дека сум викал повеќе кога ќе даде гол Металург, дека кога ќе даде гол Вардар, не сите три, и кога ќе даде гол Пелистер или обратно. Па викам, момци, што ме така, значи јас сум окей. Ако сите сте незадоволни колку јас сум викал. Имате ли дома апаратче за мерење децибели? Не знам.
И јас сум Веројатно малку... има, да. Или може го попуштаат за тогаш. А инаку за репрезентација, за клуб, апсолутно па. Јас сум малку порезервиран во овој дел, значи за клубови надвор од земјава не разговараме. Апсолутно тоа. Да. Строго забрането, Апсолутно. нели, па репрезентациите не премамуваат, па дури ни спортисти. Јас не сум за навивање ниту кога нашите настапуваат во меѓународни надпреварувања, затоа што мислам дека негде во тоа навивање перцепцијата може да се замакли. Извинете, За крајности тоа јас, се согласувам. јас сум против. Никако крајности, да. За лична перцепција. Судиски или одлуки, за лично, тие што те сигурно. слушаат. Па и тие што те слушаат, меѓутоа и твојата, знаеш, ако премногу влезеш со енергија Македонија да победи, Македонија да ова, знаеш, мислам дека не го гледаш на превара. Да, ќе ти промакне некоја... Да, Па или дојдеш не можеш до таму ни дека критички судијата греши, а гледаш дека е пенал. И да кажеш сега не е пенал. Вемо, Не ние може сме тоа. имале, Да. ние сме сведоци, ќе му влезеш на судијата од трета минута, тебе ти е крив судијата, ако по 3 дена земеш да го гледаш, пошто ние тоа го Врска нема. Вемо, ти го гледаш, тој нема една грешка судијата. Понела те песна, Перо. Да, молим те. Знаеш, ние сме подлегнувале на тоа, не бегаме, не Јас се се слагам, криеме. ако ќе внесеш емоција во тоа, веќе објективноста е многу разнишена и вистинската слика. И имам и уште нешто. Сега се и социјални мрежи многу присутни. Тука има многу од нашите колеги кои што не знаат да си се заштитат, па пишуваат се, па клубовите им се, знаеш, битни, па се Не можам да расправаат. го Што разберам. морам да ви кажам, дали Манчестер, Се раскашува дали приказната тука Ливерпул. многу. Нема, тоа не личи на ништо, се Прво согласувам не со личи, тебе. ако работиш тоа, извини, Ако молим си те. професионалец, остануваш на својот став, коментар или анализа. Ние сме Стоиш за навикнати, тоа. пак ќе речеме, од таму кај што од тоа Кај што сме сопче кај што не навикнати, создадоа, ние сме навикнати, дечки, од овој момент не постои за вас клубови. И така сме се однесувале. Јас заправо и сега. Сега имав ја и еден друг шок, морам да кажам искрено. Не ми бил секогаш близок, затоа што сме, јас сум дојден во Скопје, нели, јас сум од Девар, Југославија Скопјанец. Вардар ти, нели? Ти одеднаш дојдеш во ситуација да одиш со Пелистер. Ти сваќаш дека устори Пелистер исто Македонија, бе, друже. Да, Не, не може јас да го признам и шокови сме доживували. Знаеш, одеднаш ти почнеш те носи, ти си навиваш за Пелистер во оној дел колку што можеш да одмериш и така натаму. Дојдеш во Скопје ти кажат, ти се продаде, Готово. ти више не ни доаѓај на Вардар. Дечки, па ова ситуацијата со Металург Вардар тоа беше драма, Да. луѓе вистинска, тоа морам да ви кажам. Да, беше тој циркус, нели, тоа не има неверојатно. До продавачката ти каже, она ти дели паметни за кога најуваш. А не најувам за никого. Таа доле огранапчето. Неверојатни ситуации. Да. Ама не можеш да ги убедиш луѓето дека кога ги ставиш слушалките, јас коментирам тоа што гледам. Не ми интересира. И самите коментари на играчи, сега некого си фалел, па некого благодарам. Викам да знаете, да, меѓутоа следниот пат ако не игра добро, нема да биде благодарен. Југо, нели самата професија новинар подразбира аналитичност, ама и како резултат на таа аналитика и критика. Апсолутно, да, апсолутно. А на Критика. нашата работа? И на нашата, тоа сака да кажам, и на нашата работа и на тие И што на тие што ги Да, апсолутно. анализираме. Не, тие што ги анализираме имаме малку. Оти малку извини, чекам малку, само извини, што ми е поинтата. Оти ти, например, имаш филм и филмска критика. Така е добро. Оти филмскиот новинар или театарскиот новинар Така е. е критичар. Не, волете. Сето Значи, тоа. јас така го пресликувам Да, тоа. апсолутно, Значи, ти си, те разбирам, Југо и ти, Перо, вие сте Да. иминентни имиња во спортското новинарство. Вашата анализа е и критика. сега тоа е. Сигурно. Да. И јас исто за. Значи, ако станува збор за нашата работа, многу легитимни се. Анализа, што си направил, како си Критика, постапил, похвала, критика, да. до пцуење и до плјукање. Се е прифатливо и се е нормално. За нашата работа. Сега, нашата работа, кога се однесува на анализа, на надпревари, на состојби, морам да ви кажам искрено, ние доаѓаме до многу специфична ситуација. Јас немам доверба во многу луѓе што се решиле да прават анализа и да прават осврти, критики и така натаму. Така е. Не можам да во моментов да го анализирам Eurofarm Пелистер затоа што не го следам доволно. А ти ќе добиеш задача, или така беше барем, Така е. до пред некое време, треба да влегуваш во анализа на состојби на игра пред се. И ти влегуваш и почнеш да лупаш глупости. Почнеш да грешиш.
Се разберем. И Затоа тука реков, тука е разликата губиш анализа авторитетот. критичка. Да, го знае, да. Еми други ситуации во овој контекст, значи имаш луѓе гледачи што викаат што имаш ти да коментираш дали е пенал или не. Викам не, јас ќе коментирам. Не, Јас се ти сложувам и со ти тоа. исто, а имаш коментатори од типот на проценете сами. Проценете Јас сами, ке така. мене во мојата вака, мене така не ме учеле. Проценете сами, јас ке проценам, зошто сум јас тука, ако не? Слушај, само уште една дигресија, уважавам дигресии. Отишол овој на концерт негде у Виена, на некоја наша пејачка, овој гастарбајтери, 300 евра карта. И ова почува да пее, ајде сега вие, нели на рефренот. Ја вика, ја дав 300 евра ти да пееш, а не ја да пеам цела вечер. Добра аналогија. Добра, оценете вие, извини Југо, ја те слушам тебе, ти си Не можам. мојот авторитет Не можам. или перо за некој, и сакам од тебе да чујам. И јас да си кажам, Ти си стручњак за тоа. Да не видам не Ама сме- треба да, затоа зборуваме, треба да бидеш многу упатен, треба да бидеш стручен, треба да знаеш. А ако те фрлат од небо, па дојдеш на крикет да коментираш, па да делиш памет на крикет, дали е ова Тогаш веќе поен или не, може тоа да не ти се би- забележи. Меѓутоа, ако сум тука, ако сум на надпревар, ако треба да го проценам тоа, Како ако си Нема ракометен шанс. коментатор Нема и ја ти се воздржиш дали било седмерец или не? Ја ти кажам бе што Да, ти е па да, што нема. сака нека татко ти и нека тоа, се љути сега утре. да не звучам нескромно и самобендисан, но на коментаторот кој што не сум очекувал. Еве да речеме, овие што ги слушаме од Арена. Ја ги се осмевам да кажем, иако не плукаат многу, па ќе ме плукаат и сега исто. Значи, таму имате дерби Партизан Црвена звезда, 20 коментатори што прават NBA, што го коментираат Адето Кумбо, тоа Кюренти, сите како е свртел, овде си кјутат. Си кјутат, Опасно. се гледа, шамар, си кјути, сега не прejudicирам. Значи, се гледа фаул, си кјутат. Проценете сами, не викаат проценете сами, ама вие се Така едно. се однесува- Се на јас теклиза, не го прифакам тоа. Така се однесуваат на сите надпревари што им се Па ја и Перо домицилни. коментирал работнички мзат, Разбравме што е порага. Така, Се ама што е интересна ризично. работа. Имаат очигледно свесни се дека имаат и големи групи на навивачи на големиве клубови. Апсолутно. Се многу внимателни околу Манчестер Юнајтед, околу Реал Мадрид, Барселона, знаеш, не се пушта. Борна од Лутон нешто коментира, може Да. се така. Не, а кај Барселона, Реал. А имаш на проценете сами. Вестхем на Њукасл. Се расширија. Ема. Се разводна работа. Проценете Како сами ви е е недобро. односот кон лажните вести? Сведоци сме дека тоа е некаков вид на тренд, не само во спортот општо во светот, ама нели овие современиве технологии, кликови, посети на страници, портали, дека многу често се среќаваме ние како публика, нели, со лажни вести. Па од нашиот еснав тие лажни вести нешто не сум баш забележал, а со ова другото што е све во ова море, океан, не знам, од глупости, од Секој Садом, може да и- пласира, ова. бе. Значи, имам два сајта кои што ги следам и другото не ме интересира. Така го решавам ја тоа. Да, ние сме малку Портали. построги во однос на другите, значи Југо го кажа, не читам се. Не, апсолутно. Затоа и градите на пејачката ќе ми излезат, ќе си ги видам, некаде на друго место, кај што мислам, меѓутоа, она што главно ме интересира, не оди тоа на Таму неколку не места, оди да ги не видиш, секаде, не секаде. Лажните вести луѓе се проблем на цел свет, На цел свет, па така. на оваа држава, може да замислите колка и ќе бидат на оваа држава, тоа што кај нас се Само дека мора да никој не се биде ни занимава со уште посложено, кај нас не е вест како вест за да кликнат повеќе или да добиеш сабскрайбер или вјуерси. Кој нас оди во низа, па оди со концепт, па со план, па да се лаже, па да се измислува за да се обезбедува. Меѓутоа не може ништо да има долг век, да се разбереме, Југо убаво што спомна. Не читаме се, интересна работа. Може би ние сме во оваа работа, имаш 7, 8, 10 на сајтови спортски во држава, бога ми да ви кажам половината не ги отвара. Јас имам исто елиминирано и ќе ви кажам гласно сега, например, ти спомнав тебе, а и ти знаеш дека си го пратам женскиот ракомет поради ќерка ми и ми е слабост и играат нашиве, младинска репрезентација, играат со Италија. И прво полувреме нашиве губеле, второ полувреме додадоа газ и победија, насловот во медиум. Македонките во второто полувреме додадоа газ и победија. Јако. Не сум го прочитал. Подобро. Добро. Уште Не Тоа тие сајтови кои што не ги пратиш. Не среќено. Ама некој ќе видите
мали букви, кога ќе видите склоп на, кога ќе видите преведувано транслейт, тоа не. Има тоа Или, се, или да, наслов ставен, еднаш можеш да ме превариш насловот, може би еве ќе ме превариш дека па доле да не прочиташ ништо, да нема врска со новинарство. Прво Не нема постои врска со- механизам кој што Не. тоа перо може да го регулира, не постои. Не постои. Видете, ова што го спомнате. Еве ние сме пластичен доказ на пример. таа аномалија, само ракомет од нигде никаде двајца направиле. Не. За новите изблици на сите форми на новинарство, секојаш има од нас расположение, почит и така натаму. Нормално, додека не влезете во онаа ситуација да ни промовирате лажни вести и да се обидувате да продавате играчи. Да. Нели? И чешо може друго да биде? Да патувате со РФМ на Европско првенство. Не патуваме ние. Ја патував лани, ама сам се платил. Тоа е друго. И да не смеете да кажете дека Генералниот секретар е оно лево десно. Види, тој момент само да не го заборавиме. Значи лажните вести, овие грешки што се случуваат, ова твоја беше пластичен пример, несреќни се, морам да кажам искрено, немаш да. Ама Перо, мораш да внимаваш. Добро, ворете се. Извини, наслов е. па Ајде тоа е- може во текстот да се се сложи. се Е, па проблема. се сложи, Наслов е. Па затоа. Ама фесте, југо така. Ама Главниот наслов- производ ти е погрешен. насловите, за насловите има посебно луѓе што работат во печат, во телевизија да не зборуваат. Зашо нема Евроспорт грешка? Еј, овде имаше. Евроспорт Така. ја гледам 50 години една грешка сум Една гледал. грешка не. Јас во Затоа што е мојава проверувал. автомобилска автомобилска дејност за еден па како? производител за да измисли име на нов модел Рено Меган 5 години, 6 години траат анализите, како ќе се вика тој нов И како ќе Шкода Кодиак. 5 години го работат името, Има така? и грешки и грешки. Да речеме, јас ги пополнувам плочките за наслови, Јас пополнувам плочки за наслови, јас правам новинарство, јас се појавувам, јас се шминкам, јас све. И сега Интересна може да работа. се Во оваа знаеш, држава меѓутоа, постоја опасно. стандарди. Луѓе Така за е. наслови имаше во НИП-но. Така е. Сети се и Насловот е, гомората. се знае што е наслов. да, Значи, Право, подписи, наслови и така Тоа ќе го натаму. видиш право. Луѓе, ќе мора да ми треба. дозволите да докажам. Значи, во контекст на ова, се да не го одложуваме насловот што тебе Да, да и говори при и крај така сме, натаму, да. Да. грешка е се не е спорно. Проблемот е, поголем проблем за мене, тенденцијата. Тенденцијата да се промовира и нешто искривени пристапи со обид, ќе ја кажам крајната цел за личен бенефит. Тука ми е проблем. Ќе ви простиме на само ракомет и грешките имате. И во спој, и во монтажа, и во тон, и во грешно изнесени размислувања, констатации и грешка на имиња, дали во Келн го водел Вардар овој или оној, дали Лино Червар бил на Еврофранпелистер, се ќе ви простим. Оној момент, кога ќе тргнете со тенденција да некого да навредувате и да обезбедувате како беше на противправна корист, нели? Така натаму. Не знам дали е во оваа ситуација вистинска формулацијата. Добро, тука сме негде Како се до тогаш поентата. нема почит. Тогаш нема почит. Ние го знаеме тоа. Ама зборувам јас и Југо не сме представници на спортските новинари, меѓутоа генерално од нас нема да имате почит. Сега зборуваме за тоа дојде низ кај вас на гости. Оној момент кога ќе ја минете таа граница, кога ќе сакате да се тутнете во автобусот за Рим или за Париз или кај да е, тогаш од нас нема да имате почит. И така се однесуваме кон нашите. Исто така. Каква е еднината на македонското спортско новинарство? Или Тешка. кои се основните Тешка. работи кои што треба да, како да кажам, чекори што треба да ги што се треба да се случи за да пак таа професија биде на оној пиедестал, кога ќе се вратиме пак на назад 30-40 Треба спорт да има вече. години? Треба спорт да има. Десно е врзано со спорт. Од друга страна, знаете како ние сме млада држава, јас нема да должам многу, ова се болести кои што се појавуваат. Знаете кај младите држави. Ще ли сме млади да... Па он е доктор со болести работи. Па гледа се. Да. За тоа го влече рада. Го влече на кај болести Мора на да кај мине. терапија. Мора да мине оваа фаза. Искрен да бидам, се надевам на подобро, иако веројатно треба дополнително да потонеме до крај. Без спортско новинарство не може да постои. Како ќе екзистираат медиумите, објаснете ми. Како ќе се промовираат клубовите, како ќе дојдеме до Па и ситуација. државата како ќе се промовира на крај. државата, па оние сите Јазикот. деца што одат да тренираат и така натаму и така натаму. Сега пак не знам до каде ќе оди, дали дното го допревме или ќе одиме уште подолу, меѓутоа мора да започне некој друг процес. Гледа, ако ја земеме државата за пример, она го допре до дното неколку пати. Да, така.
Што е на изненадување, Има уште. други дна допира. Треба образование, а немаме А учебници, немаме. треба едукација, А немаме. треба критериум само квалитет. А немаме. Ништо друго. Така е и во спортското новинарство. Квалитет. И вистински репери. Ништо друго. Спас може Систем. да дојде преку јавниот сервис, затоа што сепак е најорганизирана Треба да е медиумска носител на организација. Ти имаат и во моментов редакција, меѓутоа дел оди лево, десно и така натаму. Тие мора да бидат носители. Значи во таа сфера во Извини, јас сум медиумите. многу возневерен со другар ми Виктор Зафиров од Бекарот, која место некој врвен надпревар на Македонија, репрезентација или клуб некој по европски надпреварувања, гледаме хокеј на македонска телевизија. Или гледаме светско првенство U17. А во исто време игра Тиквеш во Австрија надпревар многу важен. И за Тиквеш, и за Кавадарци, и за Македонија, и за ракометот македонски. Добре, ќе навлеземе во Тоа се веќе- нови да. делови, Да. многу е сложен тој Другата процес. емисија. Другата емисија. Другата Мислам, да, Другата зашто ама таа стварно 4 ќе- сати. Да, Ова може, 2 и се нешто, другата подпишува. 4 мегабита. Ај сега имаш напишано одјава? Нема. Југо? Немам одјава. Не Бе, правиме сега спектакли. Се што сакав да Ај, прашам се. Чекај, ти одговорив. проверуваш од Да, ама проверив се што сакав да прашам се си одговорив. Ќе одјавиме така. Луѓе, не, можеме и поинаку да се договориме дека ќе ни доставувате прашање во писмена форма. Форма. А, Се допаѓа, не прифаќаме прашања, ништо не одговоривме. Се надевам И само ние дека не, добро не. го пополниме Да. вашето време, а и на оние што ќе се решат. Да, нешто зачепкавме малце, ама Само загребав. така загребавме. Еве грешка зачепкавме. Не. Ако вете, Се добро. нека биде тоа отворена врата за друга прилика, за друга ваква среда. Ќе има одекова, Сигурно знаете. ќе, да. Сигурен сум. Сигурен сум ќе има. Има доста елементи кои што може да се искористат и за прогрес и И ова за беше Ние ви исклучително благодариме, задоволство, дечки. Pero Ало и вас. Ја имам Врзо време, мина ама времето. ја Многу разбивте брзо, да. многу брзо и фала ви за тоа. Многу среќа, добро ви оди, се надеваме дека ќе ви оди уште подобро и дека ќе правите уште позабавни, поинвентивни емисии и дека ќе погодите, не секогаш не може да погаѓате теми, секогаш атрактивни и што ќе привлекуваат, меѓутоа од време на време да ви се случува. Ајде за крај уште едно прашање. Дали спортскиот новинар може да создаде тема, а да ја нема изиграно на надпревар или да не е првенство? Дали може он да создаде тема? Да Мислам дека и во описот на работното место му е да создава теми, да отвора, отвора. особено ако се со општествени импликации, тие се и пожелни. Кој што Да, значи, од суштинствено насочете се, значење. насочете се, Сепак најдете ги, имам спремено лоцирајте ги, заклуче. работите, па добро, така и ќе се прават. Има новите форми. одма тема една полиста зашто не ја чепнавме. Да. Тоа е македонскиот јазик во спортските медиуми. Така еве, имам напишано. Пренос на Многу српски значајна пишува. работа. Пренос Многу на значајна српски. работа. Еве. Празникот, македонскиот јазик, ова сакаме да правиме. Каде е тоа? Кој се Ја грижи гледам за на тоа? арена Еве ви ракомет тема. и- Еве тема. И се тресам, и сум вознемирен. Добро, ама сега ќе ја Еве морам да те. кажам уште рата, али ги качиме колегите на бина. После втората. Многу, ги качиме така, колегите. многу. И Ајвар добија. Ама не, ние го имавме мојот глас, ама на площад одеше Ирецот. Замислете, Ирец, Обрано. во ракомет на тренинг, Македонија, од Балканот спорт, а Ирец од Република Ирска, таму. Само да не како видиме Франко Таму нема Франко. лига. Ние против Нема дечките немаме апсолутно Апсолутно, ништо. да. Дечките се Никој од нас, многу да. добри, дечките се Никој супер од нас, и се да. многу подготвени. Да, апсолутно. Се и се што. Меѓутоа качување на бина после Стоилов, после Дибиров, тоа беше мал Беше малце во манирот на Теата Јуровиќ. на ниво А, на ниво на Перо Антич и А ви- поддршката за сега ќе ги искористам ова, ќе ми простат, не знам кој ќе ми прости и кој нема ми прости. Вие сте вторите што ме викнале мене што ми пуштиле од 2017-та оваков момент. Клипче. Знаете кој е првиот? Не. Чомовски во Телма, одма после тој настав. Никој Што друг. бе сериозно име така. Не бараме да се Ја го качиме, сваќам не како бараме да се сериозен качиме. комплимент. На бина не ни треба да се качуваме. Мене да ми предложа нема да се качам. Затоа што бината е, се знае за За кого. кого. Така.
Оди угаси го за да му кажам човекот нешто во врска со видеото. Угаси сигурно? Чекай.